А сега, јас ќе упатам голем поздрав до нашата гостинка ова утро, се разбира и до мојата колешка Сузе. Добро утро. Добро утро. И колку убаво веќе е студиото Плюс со две вакви прекрасни дами. Валбурга Батева Николовска, композитор и текстописец, но и психолог. Така? Така. Добре ни дојде. Добре дојдов. Како сте вие? Благодарам Добре на ве најдов. прашањето. Одлично. Така. Но ќе одбележиме 6 години за жал од смртта на Момо Николовски со песната Денот пред да си заминеш. Сузе, јас само ќе кажам, имав можност да го запознам Момо и тоа е една прекрасна личност со толку една убава и позитивна енергија и секогаш ќе ми остане кога ќе го споменеме во едно такво убаво сеќавање. Јас се надевам дека да живеете така, со такво. јас се надевам дека после денешниот муабет и она што ќе го видиш уште повеќе ќе ти остане во уште поубаво сеќавање. Сигурна сум, Сузе, повелете. Благодарам, Сопче. Добро утро за гледачите, добро утро и за нашата прва денешна гостинка, Валбурга или Буги, како што ја нарекуваме блиските. Мене ми се падна честа да видам дел од вашата животна приказна, да видам дел и од вашата љубов патем, која толку силно одекнува и одзвонува дури и после 6 години откако Момо физички се пресели од ова место. Верувам дека од таму некаде, од височините и од небесата се гордее со тебе, се радува на уште една соработка наша заедничка и на уште една песна која што ќе живее, верувам, уште многу долго после нас. Се надевам јас. Добро утро уште еднаш. Ти благодарам за поканата и честа е моја и на Момо што ти се согласи да ја пееш песната која што јас одамна сакав да му биде посветена нему. Еве, конечно дојде тој ден. Веројатно Господ сакал коцките така да се наместат, сега да се случи тоа. Инаку љубовта Сузе, ја и ти знаеме дека нема облик, нема форма кој што не се менува кај неа, само тоа се менува, меѓутоа јачината, интензитетот си е тој. Дистанцата физичка е само она што ни прави проблем и голема болка, меѓутоа кај мене љубовта е иста како првиот ден кога го запознав. Се надевам дека и ако тој не слуша сега, дека истото е и кај него. 6 години помина откако, за жал, Момо не напушти. Научи ли да живееш без него? Една другарка ми замерува затоа што многу често ми се случува се уште во сегашно време да зборувам за него. Тоа не си единствена, веројатно и многу други слични како тебе. Апсолутно. Претпоставувам дека сум се справила на едно психолошко ниво со таа загуба, бидејќи 6 години, 6 векови, 6 минути, 6 секунди, ништо не значи тоа, времето е толку релативна работа. Можеш да преболиш некого за еден ден и можеш да не го преболиш никогаш во животот. Кај мене 6 години навистина помина во моменти кога физички ме недостигаше, не само психолошки, ментално, емоционално, социјално, било како. Момо мене не ми беше само сопруг, Момо мене ми беше и брат, и браточете, и најдобар другар, и љубовник, се што треба, се беше тој. Така да, кога го изгубив него, јас го изгубив своето мирно пристаниште во мојот живот. И нормално е, ова песна е последица фактички од она што јас го чувствувам од моментот кога Момо го нема, но акцент фрла и на денот, буквално денот пред да замине. Денот пред да замине се случи нешто што ја навести смртта? Да, бидејќи тој веќе беше во тешка здравствена состојба и тој ден бев многу хаотична. Трчав на секаде, барав помош, некако чувствував дека се доближува нешто. Да, морав да, затоа и песната вика градев кули, рушев едни, градев други, ветував све и свашта чуда невидени. Значи се обидував да направам. Меѓутоа бев хаотична и во еден момент, бидејќи тој имаше веќе одредени проблеми и со дишењето и со све, во еден момент, пошто јас бев цело време со него, не ме држеше место ја да бидам настрана од него додека е таква ситуацијата. И во еден момент, додека ја бев таква хаотична, не знаев кај сум, шо сум, седам до него, го држам за рака, нешто правиме муабет и сега
Знаеш, Суза, јас знам во тој момент со сигурност дека ниту сум била убава, затоа што бев ни средена, ни нашминкана, ништо, кој би мислел на такви работи во тој момент. Така, значи, се случи да го држам за рака и да правиме муабет и во целата своја тешкотија на вербализирање на мислите, гласно, тој ме држеше за рака, ме погледна, ми се насмевна и вика: Боже, колку си убава. И со затворени очи пак те гледам. Да, тоа беше Момо, големината, Да, убавината, и ми кажа, човечноста вика, на Момо. И ми кажа, сигурно нешто многу добро сум направил во животот, што Господ ми те дал. Да. Јас бев многу често сведок, ете животот А јас се извинувам, ама навистина сум емотивна и слободно, тоа е човечки е да пуштиме и солза, особено кога говориме за некој што толку многу силен печат оставила и толку многу па ни недостига. Јас бев сведок на многу ваши средби и никогаш нема да заборавам како те гледаше Момо. Ми се чини дека ретко кој маж, не велам дека не, но ретко кој маж толку убаво знаеше да те гледа и толку убаво знаеше да говори за тебе во твое отсуство. Некогаш мажите и жените си ги фалат партнерите кога се во нивно присуство, кога се во друштво на луѓе. Некогаш е тоа искрено, некогаш е со намера да се остави некаков печат. некогаш е само маска. Некогаш има и трети позадини, не знам, но јас се сеќавам кога јас и Момо ќе сме се сретнеле или кога во некаква било неформална средба ти не си била присутна, колку често користел време да сподели за тебе толку убав муабет, толку убави зборови, да ми изнакаже како да сакаше да ми остави некаков аманет дека на Буги ќе и требаш. Дека ќе и требаш на Буги да не биде сама. И тоа често пати ми го потенцираше. Многу те почитуваше и многу те сакаше, ти го знаеш тоа, впрочем, зарем треба да ти го кажам. Еве за гледачите нека дознаат дека вистина Момо сметаше дека ти си едно прекрасно суштество кое што треба почесто човек да го има покрај себе. Јас се уште сум на таа мисла, веројатно и тој некаде, истото го продолжува да го мисли. Веројатно затоа што ние тројца сме слушали исто радио. Веројатно е затоа. Веројатно е еден делумно и заради тоа, да. Меѓутоа, јас, например, кога ја правев песната за него, Сузе, ако ми веруваш, ја немав никаква дилема во однос на тоа да размислам кој би можел да ја испее таа песна. Мене тоа ми беше дадено од небото, од Момо. Ја го знаев дека тоа си ти, дека никој друг не може да го направи тоа. Колку време ја создаваше песната денот пред да си замине? Како сите, еве, научарите за слонце ми паѓаат, Момо ти ги веројатно сака да, пошто сакаше да си игра со мојата коса, веројатно сака да се закача сега. Знаеш што е интересно, Сузе? Сите песни кои што ги пишува за Момо, ги правев за еден момент, онака, како со леснотија. Апсолутно, како гром од ведро небо доаѓа, така седнува. Така почна всушност и вашата соработка. Така, да. Ти беше Нас како не негов композитор и текстописец, да. Бев композитор и текстописец на песната Само осамените. И на Валандово Сашо Ливрински беше тогаш директор уметнички и он ми кажа, вика, сакаш ли да ја пее Момо Николовски таа песна? Јас не се познав до тогаш со Момо. Така се случи нашето познатство, ама беше тоа космичка работа. Беше тоа нешто што во моментот кој ќе се видиш, знаеш дека ако некого го фатиш за рака, не сакаш веќе да ја пуштиш таа рака. Интересно е што сите песни што ги пишував за него, буквално доаѓа во минути ги пишував. Во минути ги пишував. Така се случи и со оваа песна. Една вечер разгледував слики дома и едноставно почнав да си пеам. Текстот ми дојде, се јавив на Сашо веднаш, ајде музиката, ајде вака, ајде онака. Тоа беше многу брзо, за жал, многу околности се случува во меѓувреме кои што не дозволија и порано да излезе таа песна. Ти беше секојаш спремна да излезеш во пресрет со тебе, не беше проблемот никогаш. Меѓутоа, еве, субјективни и објективни околности се случуваа кои што веројатно сакале на некој од озгора сакал оваа песна денеска да се промовира точно на 3 години од неговото заминување од овој физички свет. На 6 години. На 6, извини, да, 3 јуни, да, сакав да кажам. Значи, точно на 6 години од неговото заминување од физичкиот свет, оваа песна сметам дека ќе го воскресне во сеќавањето на луѓето, бидејќи имам чувство дека
почнуваат да го подзабораваат. Позаборавен, да. А мислам дека не го заслужува тоа. Да. Се сложувам со тебе дека имаме навистина кратко помнење, дека многу големи луѓе, многу добри луѓе ненадејно или по кратко боледување не напуштија изминатава деценија и така некако сето тоа завршува со нивното физичко живење, што е навистина многу нефер, неблагодарно. Или може би тоа е наше лично чувство, не знам, но еве би сакала ајде малку на поубавите работи да се задржиме. Ако ти требало во 3 реченици да го опишеш Момо, како би го опишала? Љубов, музика и верност. Тоа е Момо. 3 збора. Тоа е мојот Момо. Да. Тоа е Момо кој што Веруваше. Целиот е љубов, целиот е музика. Значи, не знам како да ти опишам, Сузе, колку на нас не ни треба, ние бевме многу дружевме, многу излегувавме, меѓутоа нас едноставно не ни требаше друштво да си направиме журка, да си направиме Да ви биде забава. убаво. Значи гитарчето ќе го земе, ќе си седнеме во дневната соба, кафенцето до нас и ќе си 16 пееме. години. 16 Па години бевте заедно. многу долго бевме заедно и морам да ти кажам една работа. Многу малку луѓе успеа да ја сватат неговата големина. Многу малку луѓе и тоа ми е многу жал. Момо беше ненаметлив. Многу Момо беше човек ненаметлив. кој Немаше никаде- агресија никаква во него, ниту физичка, ниту вербална. Тој беше еден човек со широко срце. Имаше трпение. Некојаш ја губев трпение ако на улица ќе нас застанува. Тоа нема, имаше трпение за сите, со секој да се гушне, да направи муабет, да обрне автограм, да внимание. се слика. Значи една мирна вода, една мирна река која што ти носи. Значи едноставно со него не можеш да бидеш налутен, нервозен. Ќе се обидеш и ќе видиш дека од другата страна нема реакција, дека некоја стабилност, некоја мирна реакција, некоја гушкање. Дури терапевтски ти делува, па ќе те смири. Па да, апсолутно да, апсолутно да. Љубовта на Момо не беше ти единствена и беше и Струга негова голема љубов. Како се носеше? Најголема после мене. Како се носеше ти со таа конкуренција? Па бев љубоморна на времето, да ти кажам, меѓутоа сватив после дека многу му значи. Секаде истакнуваше дека он е роден во болницата во Охрид, дека Охрид си го сака и почитува, но дека он е стружанец, дека по случајност е роден во Охрид. А дека он е стружанец од најдолното прсте на ногата до врвот на главата. Струга ја обожаваше. Значи, во момент, јас знаев дека песната за Струга мора да се направи, затоа што во моментот кога тој ми кажа, се сеќавам убаво на секоја ситуација од нашиот живот, Сузе, на филмска лента која што постојано се врти кај мене. Седиме на тераса и он вика: "Абе, ти што песни напиша за Струга, камо песна за мене?" Викам: "Добро, па се знаеш Момо колку песни има за Струга напишано. Сега уште ние фалиме, значи доста е више, се опеа Струга што се опеа." Не. Ке ми напишеш ти мене песна за Струга, за младоста во Струга, за љубовта во Струга и ти ќе пееш со мене. Абе, Момо не збори. Не, ти си несудена пејачка, сакам да остане нешто после нас, јас и ти заедно. Така испадне една, мислам дека преубава песна, преубава приказна. Буквално и таму е дадена целата историја. Од дете мало, како растел, како дружел, како прв пат се влюбил, потоа јас како сум дошла во неговиот живот и така. Да, преубава, емотивна, топла, музичка приказна која се разбира гледачите може да си ја погледнат. Да, апсолутно, песната се вика, песната се вика "Една младост во Струга". И она што ми е посебно мило е што сестрата на Момо Бети ми кажа, таа е во Струга, многу ја сакам неа и ја почитувам. Таа ми кажа дека дури ми прати видеа на одредени празници, прослави во Струга се пушта песната, дури дечиња на кореографија играат. Браво. Јас не можам ти опазнам какво полнење на душата е тоа. Да, прекрасно, навистина, тоа е многу убаво да се чуе. И ај сега пред да го погледнеме премиерно спотот, да ги поздравиме и оние кои се исто така заслужни за ова видео. Секако. Освен на мене како текстописец, тебе како изведувач на песната, тука нашиот драг Сашо Ливрински, зарем треба да зборувам за него како виртуоз е тој во однос на музиката и аранжманите. Тука е одличниот режисер Кузман Клековски
И нормално тука се прекрасните твои Фреди. Зарем Да. може убава песна да помине во последно време без нив? Да. Прекрасни се. Поздрав и до нив, и поединечно и групно. Би сакала да се заблагодарам за вниманието. Многу ми значи што песната и спотот се промовираат кај тебе. Прво во Алфа како моја на времето и матична куќа, затоа што поминав еден дел Па и не се работејќи случајно тука. денеска и на роден денот на Па Алфа нели, овде, да, нели, се да. поклопува. Воедно да не заборавам, ти благодарам што ме потсети. Честитки за роденденот, нека ви се множат, успевајте, се повеќе, растете се повеќе. И тоа е тоа, мојата благодарност пред се е до Момо, затоа што ако не беше Момо, оваа песна немаше да постои. Тоа е мојата најголема инспирација, така било, веројатно и така ќе остане. Благодарност до сите гледачи кои што ова утро ќе посветат неколку минути да видат на вистина една приказна за како една жена се чувствува кога ја губи љубовта на својот живот, а сепак знае дека таа љубов живее. Да. Ти благодарам многу и јас имам многу емоции кои вака постојано ми навираат, ама верувам дека музиката која ќе следи ќе каже многу повеќе од она што ти и јас кажавме ова утро. Подгответе се, следи премиера на денот пред да си заминеш, посветена на големиот Момо Николовски. Znam da li me slušaš, jedno znam me ljubiš se ušte. Site moj, noki bez tebe, brazat utra isti se. Onoj den pred da si zamireš, gombolev Boga i se karav sonegom, rušev kuli i gradev nohom
duše vkus.